Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Еден месец по трагедијата, објектот на дискотеката Пулс се уште е под полициско обезбедување. 52 повредени се во болница. Има ли надеж во Кочани? Кочани е мртво. Тешко на родителите. Истрагата за пожарот во Пулс се проширува. Уште 7 полициски службеници додадени на списокот осомничени. Лидерите од Вреди на итен состанок по одлуката на Таравари. Мислам се е намаз. Дали ВМРО ДПМН и Знам ќе прифатат промени во владината коалиција. Уште еден ден до новата мерка. Никој од маркетите не се пожалил на правилата. Министерот Дурмиши очекува ново намалување на цените. Српските студенти стигнаа до целта. По велосипедската тура до Страсбур најавуваат ултрамаратон до Брисел. Овие вести во живо сме од Кочани еден месец по трагедијата, но и од состанокот на коалицијата Вреди за следните чекори. Останете со нас. Точно еден месец од ужасната трагедија во Кочани на 16 март, неколку часа по полноќ во дискотеката Пулс избувна пожар предизвикан од прскалки за време на настапот на музичката група ДНК. 61 од гостите го загубија животот, речиси 200 беа повредени. Еден месец подоцна, Кочани е поинаков град. Таму од утрово е колегата Даниел Василев, го имаме во живо во вестите. Даниел, ти беше во Кочани и на 16 март, таму си и денеска од утрово. Каква е атмосферата во Кочани, какви се размислувањата на граѓаните, дали има некаква надеж дека оваа ужасна трагедија може да биде причина за некакви промени на подобро? Иван, очекувањата се дека оваа трагедија ќе донесе некакви промени, меѓутоа она што можам да го видам како атмосфера тука во Кочани, не ветува многу со оглед на тоа што практично како да застана целиот град на тој 16 март. Јас се наоѓам позади дискотеката Пулс, таа се уште има 24 часовно полициско обезбедување. Од предната страна на дискотеката се уште има полициски службеник кој што се грижи никој да не влезе внатре во дискотеката. Меѓутоа, она што можам да го кажам од тука е дека за разлика од 16 март, денеска може да се забележи дека дел од конструкцијата на самиот објект е пропадната. Не знам дали е тоа поради некакви вештачења, истражувања кои што ги правеле јавните обвинители и полицијата, или е ова последица само од пожарот кој што се случи пред точно еден месец. Во текот на практично целиот ден заедно со колегата Јован Трајковски го поминавме тука во Кочани, разговаравме со кочанчани. Она што можам да го забележам е дека атмосферата е буквално иста како и во првите денови по ова најголема трагедија во историјата на Македонија. Кочанчани велат дека ќе им треба многу време за Кочани градот повторно да заживее и повторно да се врати во нормала. Во продолжение предлагам да погледнеме дел од анкетата. Денеска 30, односно еден месец од трагедијата во дискотеката Пулс. Како е денеска да се живее во Кочани? Па како да се живее? Живее се, што да се прави? Тоа е било и толку. Тешко на родителите, на фамилијата. Градот ќе го помине тоа, секој си имал врска, работа и си гледа фамилијата, болката ќе остане, кај семејството за секогаш. Исто. Пред месец дена како е било и сега е истото. Дори чека е полошо, Кочани е мртво. Ќе успее ли градот да се врати во нормално? Тешка, време треба. Време треба. Време тешка. Нормално. Стабилизираме полека. Ќе се врати ли градот во нормално? Па ќе се врати, но мора да се врати. Животот тече, знаеш. Знаеш тука. Кој изгубил, кој не. Да сме живи и здрави. Даниел, според официјалните информации од истражните органи кои што ги добивме изминатиот период, во дискотеката на 16 март имало повеќе од 600 гости, 200 од нив беа повредени. Какви се сеќавањата на оние кои таа ноќ беа во дискотеката Пулс? Иван, во текот на денот разговарав со Дарио Трифунов, младо момче кој што во текот на вечерта на 16 март бил внатре на концертот на групата ДНК. Тој практично ми раскажа што е она што се случувало за време на целата вечер, меѓутоа и како
понатаму се лечеле траумите кои што од сите оние слики кои што ги видел тука, вели дека тоа е еден долг процес, најтешки биле првите 3 дена, меѓутоа тој процес на лечење од психичката траума траела подолг период благодарение на психолози, на друштвото, на роднините, тој полека се враќа во нормала. Предлагам во продолжение да слушнеме краток дел од неговата изјава. За спањето имав многу голем проблем, што го затворив очите, подсетив се на сликата, на миризбата на изгорената кожа, би стварно не можев да одам. Болница кога бев на проверка требаше да доеме нешто таму. Не можев да улегнам унатре, што ми се враќаше сликата и со психолози, со друштво, исто така разговарам, што вика секојдневно. Трифонов вели дека практично Кочани се уште ја преживува оваа трагедија, практично сите кафулиња се празни, го нема оној дух како и пред 16 март, меѓутоа полека работите се враќаат во нормала. Сеќа се дека тоа се десило, уште се памне, вечерина градот е празен, кафичите не се полни како што беа, и на училиште друга е атмосферата, никој нема мотивација и за учење и за седење таму на настава, ама ни помага тоа што сме сите заедно, разговор за фраканција кажеме, насмееме се во тај момент и на момент како да забравиме на тоа и подобро си. Даниел, во понеделникот Општинскиот совет во Кочани избра и веде градоначалник. Тој има голема задача пред себе, барем малку да ја врати надежта кај кочанци кои треба да одлучат за избор на нов градоначалник во октомври. Какви се неговите планови? Иван, тој денеска ја одржа првата пресконференција откако ја презеде функцијата веде градоначалник на општина на Кочани. Секако неговиот фокус во овој краток мандат кој што ќе го има до одржување на предстојните локални избори, фокусот ќе биде за семејствата на настраданите, оние кои што загинаа во пожарот во Пулс, меѓутоа и оние кои што беа повредени. Тука секако и депонијата која што е голем проблем за кочанчани, за кој што подолг временски период алармираат дека градот се загадува поради оваа депонија. Прашан за тоа како денеска Кочани живее 31 ден по најголемата трагедија, тој вели дека се уште се чувствува апатијата, меѓутоа упати критика и до надлежните институции, бидејќи вели дека истрагата барем до овој момент се води селективно и побара поголема неселективност, владење на правото и транспарентност од страна на истражните органи. Ситуацијата е трагична. Апатија владее на секој чекор. Можете да се прошетете по меѓународот, ќе го забележите истото. Ние имаме должност спрема настраданите да ги менјаме работите на подобро. Доколку оваа трагедија не ги разбуди сите институции во државата и драстично да се променат работите на подобро, сметам дека се е залудно. Но морам да потенцирам дека јавноста во Кочани, пред се, фамилиите на починатите на страданите, а и јас го делам истиот став, е дека сме незадоволни во целата постапка после несреќата. Сметам дека истата треба да биде неселективна и транспарентна. Даниел Василев, благодарам за овие информации од Кочани. Се проширува истрагата за пожарот во дискотеката Пулс. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, по извештајот на внатрешна контрола, на списокот се додадени вкупно 10 полициски службеници, но тројца веќе биле опфатени со постапката. Попладнево беа пренесени на распит кај судија на претходна постапка во Скопје. Деталите ги има Мирјана Давидовска. Уште 10 полицајци се под истрага за пожарот во дискотеката во Кочани. Полицијата приведе 6 мина, по еден се уште се трага. Тројца од нив веќе биле во притвор под сомнение за друго кривично дело поврзано со несреќата. Се работи за полициски инспектори, началници и командири кои од 2012 до 2022 подпишувале и делегирале одобрение за дискотеката да добие лиценца од Министерството за економија. Сите се осомничени за тешки дела против општата сигурност и предизвикување општа опасност.
Обвинителството соопшти дека осумничените не извршиле целосна и детална проверка во врска со издавање на позитивна согласност за издавање лиценца за кабаре Пулс во делот на безбедноста во сообраќајот и јавниот ред и мир. Со издавањето на согласностите сите заедно му овозможиле на правното лице да се стекне со лиценца за вршење угостителска дејност, иако истото не ги исполнувало предвидените услови. Од 7 новоосумничени, само еден актуелен полициски службеник, останатите се во пензија. 5 минути апсентните биле началници во Штипската, а 2 во Кочанската полиција. Според информациите, актуелниот началник не се сомничи конкретно за пожарот, туку за постапка од пред неколку години. Не постапиле според прописите за мерките за заштита и не извршиле целосна проверка пред да биде издадена позитивна согласност за издавање на лиценца за кабаре, со што предизвикале опасност за животот и телото на луѓето, на место каде што се собираат поголем број на луѓе. Обвинителството побара мерки за предпазливост. Најавија прибирање на дополнителни докази за пожарот во Пулс. Обвинителите се состанале со стручни лица од повеќе области и ако увидот на лице место формално е завршен, вештите лица кои вршат испитување и анализи за потребите на постапката на лице место преземаат дополнителни действија. Со таа цел, објектот се уште е обезбеден и локацијата детално се прегледува. Дополнително до овој момент за потребите на постапката се издадени наредби за анализа на податоци од преку 70 мобилни телефони и 30 на десктоп и лаптоп компјутери. До сега за пожарот во Кочани осомничени се 59 лица и 3 фирми. Меѓу нив има 4 поранешни министри за економија, директори на ДЗС, ДПИ, општински инспектори, градоначалници и високи функционери на локалната полиција. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Незаконските притвори за трагедијата во Кочани се срам за правосудниот систем и уште еден доказ за селективната правда, која станува алатка на политичка пресметка, велат во реакцијата испратена од Демократската унија за интеграција. Оваа пресметка со невинни граѓани е јасен обид да се заштитат блиски лица на власта, да се одвлече вниманието од вистинските причини и да се изгради лажен наратив за одлучна истрага. Демократската унија за интеграција апелира до јавното обвинителство и судството: вратете се на правото и правдата. Држете ги одговорните, а не невините. Секое одложување на вистинската правда е соучесништво. Ќе дојде денот кога правдата ќе побара име и презиме, порачуваат во реакцијата испратена од Демократската унија за интеграција. Во контролите спроведени досега, кај 17 од вкупно 23 угостителски објекти се утврдени неправилности. Од нив на 9 им се одземени лиценците, а 8 не ги исполнуваат минимално техничките услови и им е даден рок за отстранување на недостатоците. Министерот за економија вели дека им е дадено време, затоа што инспекторите утврдиле дека неправилностите може да бидат отстранети, а ако не го сторат тоа, лиценците ќе им бидат одземени. 23 лиценци биле издадени. Добро. Значи, активни. Добро. И во минатото, и во сегашното време 23 лиценци се активни. Од тие 9 лиценци не ги исполнуваат минимални техничките услови, кои што се утврдени од Државен пазарен инспекторијат и сме известени и ние сме постапиле, сме им ги земеле лиценцата. Еден месец по трагедијата на болничко лекување остануваат 52 од повредените, од кои 47 се во странство. Лекувањето ќе биде долго, јасно има и на здравствените власти. Од двајцата критични денес има добри вести за еден од нив. Сања Димитровска ги има последните информации. 20 на повредени од пожарот во Кочани ќе бидат на рехабилитација од 1 до 2 години. Тоа го утврдиле здравствените власти со британски експерти, со кои ја разгледувале медицинската документација на сите што се хоспитализирани надвор од државата. А еден месец по големата трагедија. 52 пациенти се уште се на болничко лекување. 47 со недели се под медицински надзор во странски центри. Меѓу нив се и двајца кои од почетокот се во тешка состојба. И мало подобрување има кај еден од нив. Некои ќе бидат задржани подолго, што за нас реално е добро, кај што има услови. Веќе во Литванија едниот пациент уште еден месец е најавено дека ќе ги задржат. Имаме и веќе од неколку држави кои што ни се нудат за долготрајна рехабилитација бесплатна за пациентите. Меѓутоа ние ќе се обидеме преку владата да им осигураме барем и некој од семејството да престојува таму бесплатно и трошоци да им бидат криени. Во македонските установи на лекување се 5 пациенти.
Меѓу нив и двајца во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, кај кои беше направена трансплантација на кожа заедно со уште 4 кои веќе се на домашно лекување. Во страшната трагедија животот го загубија 61 лице, а околу 200 беа повредени. Уште истиот ден почна транспортот во странски центри за оние кои имаа сериозни изгореници и повреди. Повеќе од 110 пациенти беа згрижени во болници во 22 европски земји, и тоа авионски, но и со возила на брза помош од Србија и Бугарија. Во исто време се организираше и бесплатен превоз и сместување за членови од семејствата. Според најавите од здравствените власти, утре уште еден пациент од странство ќе биде вратен дома. Сања Димитровска, Сител телевизија. За хуманоста во време на трагедија, што постигна иницијативата Сапорт Кочани, што е следно и како ќе функционираат во иднина. Во тема на денот со Ивона Тодорова. По секој момент очекуваме вклучување во живо од штабот на коалицијата Вреди со одлука по решението на Алијанса на Таравари да одат самостојно со своји листи на локалните избори. Предходно го гледам извештајот на колегата Александар Динев со најавата од Социјалдемократскиот сојуз и барањето за оставка од министерот Таравари по смртта на пациентот на државната кардиохирургија. Министерот реплицира дека одговорност ќе има доколку комисијата потврди дека била направена лекарска грешка. СДСМ бара оставка од Таравари за случајот со 57-годишниот пациент кој почина на државната кардиохирургија. Од опозицијската партија, повикувајќи се на извештајот од ДСЗ, во кој беше констатирано дека не работела ангиографската сала, а на клинички немало стент графтови, обвинија за нефункционирање на здравствениот систем, а одговорноста ја насочија кон министерот за здравство. Министер Таравари, знаете ли што ви се случува? Или сте премногу зафатен со политички пазари и изборни математики? За доцнетите извештаи нема да вратат животи. За оваа хуманитарна катастрофа мора да има одговорност. СДСМ бара оставка од министерот за здравство Арбен Таравари и од директорот на Државната клиника за кардиохирургија Дејан Димитровски. Граѓаните заслужуваат здравствен систем кој ќе функционира, кој ќе го штити здравието, кој спасува животи, а не систем кој убива. Според Таравари, починатиот пациент бил примен на кардиохирургија, но лекарите одлучиле дека не треба да се оперира. Дали е направен лекарски пропуст, треба да провери стручната комисија која министерот, како што кажа, веќе ја формирал. За да ги испита сите детали, таму е одлучено пациентот конзервативно да се третира. Што се случило и зошто настапил екзитус летарис кај пациентот, за жал семејството не знам зошто не дозволило да се направи обдукција. И да беше направена обдукција, бидејќи е констатирано дека има и други здравствени проблеми. Не е само анеуризмата на аорта. Стручен надзор за случајот вчера побара од ДСЗ, од каде посочија дека ангиографската сала на кардиохирургија не работи, а според Таравари се инсталирал нов апарат и истата треба да профункционира на 15 мај. Александар Динев, Сител телевизија. Трговците имаат рок од уште еден ден за примена на новите правила, согласно кој секој ден во 10 часот наутро ќе мора на својата веб страница да ги објават цените на производите. Министерот за економија вели дека досега не добиле жалба од трговците. Ниту еден трговец не се пожалил од правилникот за објавување на цените на интернет, вели министерот за економија. Почнувајќи од задутре, сите поголеми маркети, аптеки, бутици, продавници за бела техника, играчки, железари, на веб страна треба да ги истакнат сите производи што ги нудат со сенивните цени. Ослободени се само трговците кои имаат до 10 вработени. Тој што нема да го почитува законот ќе добие казна и до 10.000 евра. До сега не е постигнато ниту една информација дека имаат проблеми за спроведување на овој правилник. Ако не е постигнато такво нешто, нормално дека ДПИ ќе постапува соодветно според своите надлежности. Министерот го образложи правилникот според кој цените ќе треба да се ажурираат секој работен ден до 10 наутро, а во случај на попуст мора да биде означена и редовната цена, процентот на намалување, како и време траењето на акцијата.
Очекувањата се дека со ова цените дополнително ќе се намалат. Замрзнатите цени и ограничените маржи на над 1000 производи дадоа ефект, смета Дурмиши. Во март имаме намалување на инфлацијата на годишно ниво која изнесува 2,7%. Додека во март месец, споредено со февруари, забележена е дефлација од 1,3%. Мерките истекуваат за 2 недели, а дали ќе продолжат за сега е неизвестно. До сега пазарните инспектори направиле над 500 контроли и утврдиле околу 65 неправилности. Забрана за работа од половина месец и парична казна добиле 9 фирми, меѓу кои маркети, аптеки, увозници и дистрибутери. Мартин Арсов, Сител телевизија. Градските советници не ја променија одлуката која што беше донесена за време на ковид кризата. 5 денари дневно за метар квадратен како комунална такса ќе плаќаат угостителите за користењето на летните тераси. Угостителите ќе продолжат да плаќаат по 5 денари дневно за квадрат како комунална такса за закуп на терасите. Предлогот на градоначалничката Арсовска за враќање на тарифите како пред короната, односно 15 денари, не беше изгласан. Во надлежност на град Скопје се објектите кои се наоѓаат на плоштад, покрај кеј, на градските улици и булевари. Што значи во центарот на градот, за 100 метри квадратни кафанџиите плаќаат по 15.000 денари или само 250 евра месечно за закуп. Од СДСМ го одбија ваквиот предлог, затоа што сметаат дека Арсовска имала 4 години да ги смени тарифите, а не сега 6 месеци пред истекот на мандатот. Ако општинскиот буџет е празен, според нив требало да се зголеми наплатата од даноци на имот, која не ја плаќа секој втор собственик на имот. Со што градот би можело да покорисно и поцелисходно да го креира буџетот на градот Скопје, а не да има 40-50% ненаплатени приходи од даноци на имот. Нема да го поддржам заради тоа што и сегашната цена од 5 денари по метар квадратен спаѓа во законскиот предвиден рок, односно минимум. Мнозинството советници не го прифатија предлогот за враќање на старата цена на комуналната такса. За поскапувањето гласа само 6 мина. Секој од општините самостојно одлучува за износот, но праксата покажува дека во моментов низ општините за квадрат се наплаќа од 8 до 15 денари дневно. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Државните институции ги дискриминираат граѓаните, а оние во приватниот се плашат да пријават, покажува годишниот извештај на Комисијата за заштита од дискриминација. Државните институции ги дискриминираат граѓаните. На адресата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација стигнале 405 представки од граѓаните за 2024-та. Неголемиот дел од нив се пожалиле дека се дискриминирани на работното место, а се вработени во јавниот сектор. Најчесто пријавувана основ на дискриминација националната и етничката припадност, за разлика од 2023 дека имаме благ раст на оваа основа. 80% од представките покажуваат дека државните институции се најголеми дискриминатори на граѓаните, но дали овие податоци покажуваат дека државните органи ги дискриминираат граѓаните или пак се плашат да пријават неправилности во приватниот сектор? Најголем број на дискриминација произлегува од извештајот дека има во сферата на работните односи и во јавниот сектор. Да, така изгледа, но јас мислам дека во приватниот сектор е скриен, невидлив и сигурно уште поголем. Тоа е за мене загрижувачко и второто дека во образованието исто така високо, значи постои регистриран висок процент на дискриминација. Од една страна ова може би значи дека граѓаните полагодно се осеќаат да побарат дискриминација кога таа се случува во јавен сектор, малце се по-ригидни кога треба да се побара заштита дискриминација во приватната сфера. Од друга страна е загрижувачки затоа што вие имате 8 од 10 дискриминатори кои што се државни институции. Позитивен тренд кој се провлекува во последните 4 години според надлежните во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација е дека институциите ги прифаќаат нивните препораки и мислења за подобрување на состојбите и намалување на непријатностите. Гавриела Лескова, Сител телевизија. Лидерите на коалицијата Вреди се собраа на итен состанок во Скопје по синоќешната одлука на Таравари со одвоени листи да настапи на локалните избори. Состанокот го следи Ивана Соколовиќ. Најдове имаме во живо во вестите. Ивана, има ли некаква одлука и каква е таа?
Да, Иван, заврши состанокот на лидерите на коалицијата Вреди, донесена е одлука, единствена одлука заеднички да ги формираат листите за советници, заеднички да изберат и кандидати за градоначалници на предстојните локални избори. Ово итен состанок следува по синокишната одлука на Арвен Таравари самостојно да излезе со своји листи за советници, пошто истече оној ултиматум кој што му ја даде оваа останатата тројка на лидери од коалицијата да одлучи дали ќе биде со нив или дали ќе настапува самостојно. Со ваквата одлука на Таравари изет меѓутоа пред малку кажа дека тие не го исклучиле Таравари од партијата, туку тој самиот се исклучил со тоа што донесел одлука наместо како што ветил пред албанските гласачи дека ќе ги застапува нивните интереси да замине со партијата која што е полна со лица од црната листа. Еве делот изјавата на Изет Меджити која што пред малку ја даде овде. Имате изјава од господина Таравари дека има понуда од Влен 35%-40% во полза на Алијанса на албанците. Значи, и тоа не му беше доволно. Исцрпните преговори со месеци, значи, и покрај тоа што се абсолвира сите политички аргументи и беше фаворизирана уште еднаш, значи, Алијанса на албанците, значи, на него не му беше важна понудата, не му беше, значи, не му беа важни преговорите со Влен, бидејќи веќе има склучен договор со Демократската унија за интеграција и на некој начин тој е само исклучен. Во значи, ова коалиција се сочинува од пет политички чинители, 5 политички субјекти и за сите одлуки ние сме преговарале, но на крај имало и различни размислувања, но на крај сме имале заеднички став. Да, Ивана, јасно е за Вреди Таравари повеќе не е дел од оваа коалиција. Ќе видиме каква ќе биде неговата реакција и став. Целосен извештај очекуваме во Централниот дневник. Ти благодарам за ова вклучување. Дали по ова што се случи денеска на седницата на коалиционите партнери од коалицијата Вреди, ќе има и некакви промени во партнерите на владината коалиција? Од ВМРО ДПМН велат дека тоа се внатрешни прашања на коалицијата Вреди. Знам пак вечерва имаат состанок на највисокото партиско раководство, кој велат дека ќе го отворат и ова прашање. Деспина Тодоровски ги има деталите. Владините партнери ги следат превирањата во коалицијата Вреди, но за конкретни коментари ќе се чека конечната одлука на лидерите на коалицијата. Откако Таравари реши на локалните избори да излезе со сопствени советнички листи, што ја отвори можноста за распад на албанската коалиција. Од ВМРО ДПМН, кусо велат дека тоа е нивно внатрешно прашање. Во моментов владината коалиција функционира редовно и нормално, коментираат од владеачката партија, но без конкретен одговор. Дали би било прифатливо Таравари да остане дел од владата како посебен четврти партнер при евентуално напуштање на Вреди. Според неофицијални информации од извори од владеачката коалиција, без разлика на исходот од состанокот во Вреди, Алијанса на Таравари останува дел од владата. Коалицискиот партнер Знампак вечерва ќе одржува седници на највисоките партиски органи, на кои покрај за партиски прашања ќе се разговара и за состојбите во владината коалиција. Вреди и Знам и досега повеќе пати јавно си разменија остри тонови и за укинувањето на балансирот за вработувањата во јавната администрација по етничка линија и за употребата на албанското знаме во кабинетите на министрите, а ставовите ги судрија и околу идејата за формирање на Албанска академија на науките и уметностите. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Еврокомесарката Коз вели дека никој не може да им гарантира на Македонија дека и по промената на уставот нема да има нови услови. Од МНР велат дека државните позиции им ги пренеле јасно на средбата во Луксембург. Никој не може да ја гарантира на Македонија дека и по промената на уставот нема да има нови услови за членство во Европската унија. Еврокомесарката за проширување во изјава за Европската новинска агенција вели дека ја разбира фрустрацијата на граѓаните, но гаранции не може да има. Разбираме дека ова не е лесно прашање, промена на устав. Сваќаме и тоа е многу човечки и разбирливо што вашата земја сака да има гаранции по се она што го помина. Гаранции не може да има, но она што го очекувам од сите земји членки кога има билатерални прашања е разговорите да се водат со добра волја и со визија да се дојде до компромис, рече Кос.
Таа додава дека Брисел останува посветен на проширувањето и дека во таа насока уште денеска заминува на средби во Софија, потенцирајќи дека лично ќе се ангажира за надминување на билатералниот спор. Дека внесувањето на бугарите во уставот нема да биде последниот услов, потврди и бугарскиот шеф на дипломатијата, кој во изјава за бугарските медиуми рече дека уставните измени се само почеток. Од македонското МНР остануваат на позициите кои Муцунски ги пренел на Кос на последната средба минатиот викенд во Луксембург. Процесот на проширување на Европската Унија мора да биде предвидлив и заснован на објективни мерливи критериуми, дефинирани во Копенхашките критериуми. Преговорите треба да се водат врз основа на заслуги. Во оваа прилика ја нагласуваме неопходноста Европската Унија да обезбеди институционални гаранции дека билатералните прашања нема да бидат инструментализирани за блокирање на пристапниот процес, велат од МНР за Сител. Со став се јавија и социјалистите. Велат изјавата на Косе потврда дека и по промената на уставот ќе следат нови бугарски блокади. Социјалистичката партија на Македонија укажува дека прием во Европската Унија по секоја цена е неприфатлив за македонскиот народ, кој е горд на своите достигнувања и својот идентитет и култура. Преговори под услови на уцени и со најави за идни блокади без било какви гаранции согласно критериумите од Копенхаген не се прифатливи, се вели во соопштението на социјалистите. Александар Спасовски, Сител телевизија. Во тема на денот вечерва за хуманоста разговараме со представникот Сапорт Кочани. До 19 часот останете со Сител. Пријатно.